Вести на Канал 8, добро вечер. Жителите на планинските села во општина Кочани користат бактериолошки неисправна вода за пиење, а кај поголем дел од нив има и хемиско загадување. Такви податоци се добиени од анализите на Центарот за јавно здравје, што биле правени во текот на минатата година. Водата од јавните водоводи и чешми во планинските села е целосно бактериолошки неисправна. Мострите што во текот на изминатата година во неколку наврати ги земале екипи од Центарот за јавно здравје од Кочани покажале недозволено ниво на присуство на бактерии, а кај некои имало и хемиска загаденост. Најкарактеристична е состојбата со водата за пиење од водоводите во Лешки, Нивичани, Рајчани, Пантелеј и Јастребник, каде имало 100% бактериолошка неисправност. Освен тоа, во Лешки била регистрирана и целосна хемиска неисправност, што значи дека водата е неупотреблива за пиење. Испитување на исправноста е направено и на неколку планински чешми и извори, што населението ги користи за повремено водоснабдување. Утврдено е дека водата од пумпата во кругот на манастирот Свети Пантелејмон е целосно хемиски и бактериолошки неисправна, а хидрична епидемија не е регистрирана најверојатно заради стекнатиот имунитет на патогени бактерии од страна на жителите. Сепак, од Центарот за јавно здравје предупредуваат дека водата од оваа пумпа е ризична за деца и лица кои не живеат во Пантелеј. Мостри од водата биле земани 5 пати и од познатите Усова и Белска чешма и во сите случаи се покажало дека таа е 100% хемиски загадена. Уште полоша е состојбата со Арамиска чешма, од која водата целосно е бактериолошки и хемиски неисправна. Единствено по поволни податоци се добиени од пумпата во местноста Бавчалук, каде нема регистрирано хемиска загаденост, а присуството на бактерии изнесувало 20%. Кај другите чешми и пумпи во градот и околината, од испитани 8 примероци, во 5 случаи се детектирани високи концентрации на нитрати, а само еден примерок бил бактериолошки неисправен. По пауза од 3,5 месеци во Основниот суд Кочани продолжи судскиот претрес против поранешниот командир на полициската станица Ванчо Тодоровски и неговиот заменик Санде Стојменов. Се разгледуваше дали давале наредби што биле спротивни од нивните надлежности и законската процедура, а првообвинетиот се бранеше и по ново обвинение за злоупотреба на службената должност. Уште едно, трето обвинение поред заработи поранешниот прв човек на Кочанската полициска станица Ванчо Тодоровски, со кое е осомничен за злоупотреба на службената должност. Ова беше соопштено на продолжението од главниот претрес, што против него и неговиот заменик Санде Стојменов се води во Основниот суд во Кочани. Судењето продолжи по пауза од 3,5 месеци, период во кој се правеше вештачење на едно од претходните обвиненија. Во меѓувреме настанала и промена во составот на поротата, заради што претресот беше вратен на почеток. Судскиот совет, со кој председаваше судијата Јаким Илиев, донесе решение трите кривични обвиненија да се спојат во едно и против Тодоровски да се донесе единствена судска пресуда. Во новото обвинение против него стои дека тој несоодветно постапил кога од страна на судија во Основниот суд било побарано да му се обезбеди полициска заштита затоа што била загрозена неговата безбедност. Обвинетиот во исказот рече дека ги презел сите неопходни заштитни мерки што ги пропишува законот. Во врска со второто обвинение, застапникот на државното правобранителство појасни дека Тодоровски го оштетил буџетот на државата за над 89.000 денари, затоа што наредувал исплати на надоместоци за прековремено ангажирање на полицајците. Истовремено продолжи и судската постапка против неговиот помошник Санде Стојменов, кој освен за злоупотреба на должноста се товари и за изнудување пари. На продолжението на претресот беа сослушани 5 полицајци во улога на сведоци, а во врска со исплатата на надоместоците за работење во смени и прекувремено ангажирање. Судењето беше прекинато, а продолжението е едниот месец, кога ќе бидат сослушани уште 9 сведоци и оштетениот судија, кој побарал полициска заштита заради загрозената безбедност. И покрај најавите годинава ќе нема покачување на платите за вработените во образованието. Причина за тоа е што нема зголемување кај блок дотациите од државата што општината ги прима за таа намена. Без покачување на платите ќе останат вработените во образовните институции во општина Кочани.
Иако уште лани се најавуваше дека во текот на оваа година ќе добијат повисоки плати, повеќе од сигурно е дека тоа нема да се случи. Причината е што во општинскиот буџет нема да се слеат повеќе пари со блок дотациите што се наменети за образовните институции, односно сумата останува иста како и во минатата година. Заради тоа, при донесувањето на буџетот за тековната година не било планирано покачување на личните примања на професорите, воспитувачите и другиот персонал во училиштата и детската градинка. Таквата постапка беше критикувана и на седницата на Советот, кога се усвојуваше буџетот на општината. Значи, оваа година имаме што се однесува за платите во образованието едно значи ќе се зголемуваат, кажано на повисоко ниво, не од овде од локалната. Меѓутоа, средствата кои што се издвоени и се планирани да влезат како блок дотации во општина Кочани кажуваат едно. Намалени се по основ средства за основно образование, за средно образование се од прилика тука, некаде многу малку покачени, што значи дека и тоа што се однесува на платите во образованието ќе продолжи и понатаму наредните години да биде и та. Забелешката на Стоилков остана без реакција и дополнително образложение од општинската администрација, со што практично беше искажена согласност дека тој е во право. Покачувањето на платите за вработените во образованието се најавуваше уште во средината на минатата година, кога беше речено дека Синдикатот за образование, наука и култура и Министерството за образование ќе отпочнат разговори за согледување на реалните можности за корекција на висината на платите во сите степени во образованието и науката. Тогашниот министер Панче Кралев вети дека во следните месеци, доколку не се случат крајно неочекувани работи, се планира да се реализира ветеното покачување. Што е тоа што во меѓувреме неочекувано се случило, останува без одговор. Во Кочани, Скопје и Гостивар статистички се гради најмногу. Најголемиот дел од издадените одобренија се однесуваат на објекти што ги градат физичките лица. Статистички најмногу се гради во Кочани, Скопје и Гостивар, со 16 одобренија за градба во ноември, 12 за објекти што ги градат физичките лица и 4 деловните субјекти. Кочани во општините во кои најмногу се гради не само во источниот регион, туку и во државата. Далеку пред Штип со 6 издадени одобренија, Виница со 2, Чешиново, Облешево со 1 и Зрновци со ниту едно одобрение за градба. Општините во земјава во ноември минатата година издале 182 одобренија за градење со вредност на предвидените објекти од 1.958.089.000 денари. Предвидена е изградба на 414 станови со вкупна корисна површина од 37.878 метри квадратни. Најголем број одобренија се издадени во Скопскиот регион 48, следи Полошкиот со 44 и Источниот со 30 издадени одобренија за градење. Од вкупниот број на издадени одобренија за градење, 160 или 87,9% се наменети за објекти од високоградба, 6 или 3,3% за објекти од нискоградба и 16 или 8,8% за објекти за реконструкција. На 154 или 84,6% како инвеститори се јавуваат физички лица, а на 28 објекти, односно 15,4% инвеститори се деловни субјекти. Откако зачестија инспекциски контроли, кочанските трговци се повнимателни со попустите. Почнуваат сезонските намалувања за кои граѓаните и понатаму се скептични. Дуќаните во Кочани се внимателни со попустите откако драмаат инспекциските контроли. Изречените казни од пазарниот инспекторат за време на празниците ги заплашија сопствениците. Долгогодишната пракса на лажни попусти сега е реткост, најмногу заради високите казни од 2500 евра. Граѓаните и понатаму се скептични, особено кога станува збор за попустите од 70%. Не верувам, да ти кажем, реално не го верувам, они ги качат цените астрономски, па ги намалат. Ничко. Зашто? Зашо? Мој набијат цените после. Намалени. По се што се урадува у јавноста, што се дума, значи не е за џабе, ја нема да верувам, нормално е тоа. Некако не ми се верува тоа за 70%. Обично имаше некоја реклама на телевизија таму дека беа оптужени у Скопје дека има прво ги покача цените, после ги намала, така да не ми се верува многу. На 70% џабе. Дуќаните во Кочани ги применуваат сезонските попусти последните неколку години. Големата конкуренција придонесе за драстичен пат на цените.
Следејќи ги општите трендови, особено оние на големите синџири, вршат ликвидација на старата понуда пред да ги снабдат дуќаните со нови парчиња гардероба. Помали намалување од 10 до 20% имаше и пред новогодишните празници, во бутиците, продавниците за бела техника, технолошките производи. Трговците мудро ја ползуваат купувачката треска за да се ослободат од стоката од која имаат поголеми залихи или да им ги предочат на купувачите производите на кои со одредено намалување имаат добра заработка. Инспекцијските контроли даваат резултати, но и купувачите треба да бидат внимателни, да не наседнуваат на психолошката мамка со претстратување на цените, туку да се водат од идејата што добиваат за актуелната цена што ја плаќаат и дали навистина би го купиле производот доколку истиот не е на попуст. Доколку граѓаните се почестуваат измамени, може да се обратат до Организацијата за заштита на потрошувачките права. Коцкање и паричка за среќа. Василичарските огнови и традиции со длабоки корени. Со ора, песни и богата трпеза, христијанските верници ја одбележаа православна нова година. Православните христијани кои се водат според јулијанскиот календар синоќа ја прославија православна нова година. Многу македонски семејства Василица ја празнуваат како домашна слава, а оние кои го носат името на Свети Василий Велики го слават својот именден. Оние кои не кршиле погача со паричка на бадник, тоа го сторија синоќа. Старата година ја испратија со палење василичарски огнови, кои, како што велат верниците, се символ на божествената светлина и според народното верување ги прогонуваат лошите сили. На ваквите собери не изостанува чаша ракија, песни и ора, а трапезата, водата и погачите се осветуваат од свештено лице, кој чита молитви за здравје. По повод православна нова година и празникот Обрезание Господово и Свети Василий Велики, во Кочанскиот храм беше отслужена Света Василиева литургија. Покрај Македонската православна црква, според јулијанскиот календар, верските празници ги слават и Руската и Српската црква, Ерусалимската патријаршија и калугерите на Света Гора. За разлика од нив, по Грегоријанскиот календар се водат Грчката, Бугарската, Романската, Украинската и Грузиската православна црква. Манастирска слава на манастирот Свети Василий Велики на Пониква. Со Светата Василиева литургија чиноначалствуваше митрополитот Брегалнички Иларион со свештеници од Кочанското архиерејско наместништво. Манастирот и годинава собра голем број верници. Манастирот Свети Василий Велики на Пониква на надморска височина од 1650 метри и годинава собра голем број верници на манастирска слава и народен собор по повод празникот посветен на светецот. Празникот беше одбележан со свечена Василеева литургија, на која чиноначалствуваше митрополитот Брегалнички господин Иларион со свештеници од Брегалничката епархија. Владиката Иларион ги поздрави верниците кои присуствуваа на тоа свето место и повторно ја најави идејата овој манастир да прерасне во монашко братство. Најнапред честит празникот на сите православни христијани, на сите верници, на сите овде присутни на ова свето и издигнато место. Честита новата црковна година со многу здравје, многу среќа, радост и берекет. Инаку, како што знаете, најнапред благодарение на Бога што промисли овде да се изгради храм, а потоа и на нашите ктитори и градители кои еве го направи овој манастир за да можеме на овој ден да се собираме овде, да го славиме Бога и да му даваме посебно внимание и почит на светителот на Светиот Василий Велики, кој што многу направи за верата и за учењето црковно. Како што гледате, секоја година се повеќе и повеќе има луѓе, тоа покажува дека верата на нашите луѓе е жива, дека и верата и традицијата продолжува и овде ќе се собира народ се дека постои овој манастир светот и векот. Уште еднаш честит празникот и за ново година. Верниците презадоволни од собирот истакнаа дека иако снегот изостана, сепак пријатно е да се биде дел од ваков свет чин. Маглата ја оставија зад себе и уживаа, се релаксираа на прекрасниот планински амбиент. Па ова ми е трета година што сум дошол тука и што ево и дали ако сум жив и здрав ќе доваѓам, ќе гледам овој народ многу убаво. Гледаш доле како е магла, тука е убаво многу. Многу си го сакам место, многу ми е убаво
И всеки пат сакам да дојдам тука и убаво е направено, додерано, само ќе двочето се направи, се подреди малку и убаво е ново. Верниците ги истакна и неколкуте недостатоци кои се неопходни да се поправат во иднина. Вода гледам нема таму дека има нешто, пуши на обично црево тамка. Пато е направен, добро е, пато намам ако се асфалтира, još ќе биде подобро тука нагоре до овој место. Тука ете, малку да се и тука двора да се асфалтира, да се направи. И има по некои работи. Прави се уште е тека и се прави и се надаме дека ќе биде, ќе се направи. Општината секоја година го потражува собирот. Градоначалникот Димитровски им ја честита православна нова година на сите верници. Мене ми представува задоволство да можам да нашите сограѓани и на сите православни верници, на сите гости кои што се овде на Пониква, да им ја честитам црковната нова година, да им го честитам големиот празник Свети Василий, да им посакам добре дојде како еден од титорите и како градоначалник на општина Кочани, овде на прекрасното место на Пониква, каде што еве по 10 пат веќе се слават темелите, односно поставувањето на овој храм на едно од највисоките места во Република Македонија. На собирот, освен од Кочани, имаше луѓе и од други краеви на Македонија, кои дојдоа да му одадат почит на светецот. И годинева се задржа традицијата на делење погача со паричка и осветување на водата и трапезата. Се служеше и манастирски ручек. Планираниот марш на 30-мината планинари од Планинарското спортско друштво Осогово од браната градче до Пониква успешно реализиран. Се организираше по повод православна нова година и празникот Свети Василий Велики. Планинарите од Планинарското спортско друштво Осогово го остварија планираниот марш од браната градче до Пониква. Истиот прераснува во традиција. Преку маршот планинарите ја одбележуваат православна нова година и му одаваат почит на Свети Василий Велики. Имајќи предвид дека има и рекреативци со нас, се движевме со побавно темпо и еве за 4 часа пристигнавме на Пониква. Вкупно сме 28 планинари. Има групи од Пробиштип, има од Делчево и од Кочани, а имаме и од Мировниот корпус од Соединетите Американски држави. Сите членови добро се изодиме, а коментарите се убави, прекрасен терен, прекрасни погледи, планината е прекрасна секој за шетање, времето идеално, се е у најдобар ред. Тргнаа од 6:30 и на манастирот пристигнаа по 4 часа планинарање во 10:30. Планинарите истакнаа дека заштитникот на планините Свети Василий Велики секогаш ги чува и заштитува. Времето е добро, чувството убаво, празничен ден и така, ние инаку би оделе, а ова е плюс мотив, нели, повеќе за да се дојде тука. Би сакал на сите влюбеници во планината да ја го честитам празникот Свети Василий, пошто знаеме дека Свети Василий е заштитник на планинарите, заштитник на планините и се најубаво оваа година. Традиционално планинарите кршија и лепче со паричка. Минатата година паричката се падна во планинар од Делчево. Годинава среќниот кум е кочанецот Панче Паунов, кој рече дека верува дека паричката ќе му донесе многу среќа годинава. Враќањето од Пониква беше во попладневните часови. Ева на Македонија ги известува граѓаните дека ќе има прекин во снабдувањето со електрична енергија. Без струја в среда 15 јануари ќе останат корисниците од булеварот Тодосија Паунов во околината на кружниот тек. Прекинот ќе биде во периодот од 6 часот и 30 минути до 7 часот и 30 минути. В среда без електрична енергија ќе останат и корисниците од селата Прибачево и Градовци. Прекинот ќе биде во периодот од 9 до 15 часот. Како што информираат од Евана, тој е заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија на корисниците во тие реони. Следува спортската информација.
Прва прозивка на женскиот фудбалски клуб Кочани пред стартот на зимската полусезона. Стручниот штаб ги повика играчите од страна. Подготовките на есенскиот шампион во женската фудбалска лига ЖВК Кочани за пролетната полусезона почнуваат в среда на 15 јануари на градскиот стадион Никола Мантов. Стручниот штаб за првата прозивка ги повика играчите од страна, кои ќе имаат првата заедничка средба по подолго време откако трае зимската пауза. Амбициите на клубот се високи, се освен освојување на трофејот ќе се смета за неуспех. Останува да се види дали и колку нови засилувања ќе се најдат на списокот на тренерот Оливер Јовановски. Останатите конкуренти веќе ја фрлија ракавицата. Иднина С ангажираше две квалитетни нови засилувања – Ширета Брахими и Маја Станковска, дел од ланскиот шампионски тим на Билјанини извори и воопшто едни од најдобрите македонски фудбалерки во моментов. Иднина С доправа ќе ја врши првата прозивка. До почетокот на полусезоната има уште доволно време, како за корекции во ростерот, така и за воигрување и постигнување на посакуваната форма. Тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Пријатно!